Цивил медија. Главниот повод заради кој ве поканивме е токму 20 годишнината од формирањето, од основањето на Цивил, Организација за човекови права, организација која ја формира неколку млади луѓе, активистки и активисти, меѓутоа и уметници, новинарки и новинари, па и еден бизнисмен беше во таа основачка екипа на организацијата која пред 20 години одлучи да формира организација која потекнува од нашата земја, македонска организација која не беше задоволна од тоа како изгледаше и граѓанското општество, и медиумите, а пред се политиката во нашата земја во тоа време. 20 години Цивил се залага за човекови права и слободи од најразлични аспекти. Тоа е организација која во својот статут го вгради документот наречен Универзална декларација за човекови права. Тоа е исто така организација која бескомпромисно се залага за социјална правда, за еднаквост, за недискриминација, за антидискриминација, за антинационализам. Организацијата постои 20 години и во тие години таа формираше многу различни групи, заедници и спроведе преку 100 проекти. Преку 10.000 луѓе се дел од активностите на Цивил во различни периоди од постоењето на организацијата. Преку 10.000 луѓе беа дел од наблюдувачките екипи, беа дел од семинарите кои активно придонесуваа кон јакнење на јавната свест за човековите права и слободи во земјата. Тоа е исто така организација која прва застана на браникот на мирот. Односно, во 2001 година не беа потребни ни часови, а Цивил веќе се појави во јавноста како организација која повика на мир и помирување во земјата. На оваа организација не и требаат пари за да може да ги спроведе своите активности, за да може да ги промовира вредностите за кои се залага. Оттаму и одбележувањето на оваа 20 годишнина од постоењето на оваа организација нема да се прави со коктели и со забави, туку ќе се прави преку активности кои се однесуваат на најгорливите теми во нашето општество во овој период, а секако и во периодот пред нас. Оваа организација цврсто се залага за евроинтеграции, се залага за социјална правда, се залага за владење на правото, за демократија, за слобода на изразувањето, за медиумските слободи и се разбира, се залага пред се и над се за достоинството на човекот. Оваа организација, која имам чест да ја представувам, е во моментов организација со преку 400 членови од целата земја. Исто така во моментов се спроведуваат сериозни, динамични активности кои се однесуваат на евроинтеграциите, кои се однесуваат на борбата против корупцијата и исто така организација која се залага за социјална правда и за слобода на изразувањето. Сме биле многу често мета на жестоки напади, тие не се стимнати ни во овој момент, но тоа што со гордост можеме да го потврдиме и кое се гледа, е дека уживаме доверба во огромен број граѓанки и граѓани од целата земја. Уживаме доверба кај сите заедници, од било кој аспект да ги гледате заедниците, кај во сите делови на оваа земја. Тоа е нешто што нас не излече на површината и постојано сме видливи. Во времето на медиумскиот мрак моравме да формираме и наши медиумски продукти. На некој начин станавме и медиумска платформа на која може да се повикаат и новинарките и новинарите од сите професионални медиуми. Станавме организација која промовира вредности, меѓутоа исто така ја информира јавноста за важните настани во земјата. Тоа што ние
ќе се обидеме во овој период да го ставиме и во контекст на 20 годишнината од нашето постоење, го сместивме и во една програма која е навистина богата, која е динамична и која го отсликува нашиот секојдневен ритам. Впрочем, не правиме нешто многу повеќе од она што вообичаено го правиме и во овој период. Меѓутоа, да ги одбележиме тие настани и со неколку наши активности кои се однесуваат и на тоа што ние го правиме како организација 20 години, меѓутоа и да ги одбележиме тие датуми. Пред се, по ова, најблиску до овој датум е 29 ноември, кога ќе организираме конференција која ја насловивме Меѓу стремежите и реалноста. Тоа е конференција на која почесен говорник ќе биде председателот на државата Стево Пендаровски, а ќе говорат ни помалку ни повеќе 14 или 15 досега говорнички и говорници, меѓу кои Сашо Ордановски, Мирјана Најчевска, Алберт Муслију, Александар Кажаловски, Савка Тодоровска и така натаму. Тоа ќе биде конференција која ќе се залага да донесе сериозни заклучоци за тоа кои се постигнувањата, кои се предизвиците или проблемите и кои се перспективите на граѓанското општество во нашата земја. Тоа што ние го забележуваме од самото основање до сега е дека граѓанското општество, како и целото општество воопшто, има многу сериозни проблеми. Еден од проблемите со кои се соочува граѓанското општество долги години е токму искреноста. Ќе проговориме и за тоа на таа конференција. На 3 декември, тоа е меѓународниот ден на лицата со посебни потреби, ние ќе организираме настан, панел дискусија и изложба со насловот Рампа. Инаку, за оние што го познаваат Цивил, сигурно ќе се сетат дека првата јавна активност на Цивил е всушност поврзана со токму со музеот на град Скопје. Тоа е местото каде што Цивил ја постави првата рампа, пристапна рампа на институција во градов, една прв настан, прва активност од тој вид, прва соработка од тој вид меѓу граѓанска организација и институција. Таа рампа по 20 години вчера беше реновирана. Заврши реновирањето на таа рампа, која 20 години сепак забот на времето ја имаше нагризано и сега е обновена и ќе ја видат сите што ќе го посетат музеј на град Скопје во наредниот период, каде што најголем дел од настаните и ќе ги одржиме. Понатаму, 6 декември ќе биде датум кога ние ќе зборуваме за тоа дека бараме избори за луѓето, а не за политичките партии. Уште еднаш, по не знам кој пат, меѓутоа упорно ќе повторуваме секогаш дека бараме избори за луѓето, а не за функционерите, не за джебовите на политичките партии, на политичките лидери, на елитите, кои се обидуваат да ги добијат местата таму каде што ги имаат и оттаму да ги збогатуваат своите партии, а се разбира и своите конта. На 9 декември, кој е меѓународен ден на борбата против корупцијата, ќе зборуваме за тоа каде се нашите пари или ќе организираме настан кој се однесува на тоа под наслов Нашите пари во нивните джебови. Се разбира, 10 декември е многу важен ден за нас. Сите што ги следат нашите активности и иницијативи сигурно ќе се сетат дека 10 декември заедно со 21 септември меѓународниот ден на мирот и 12 април денот на граѓанскиот пркос се иницијативи до парламентот и до институциите доставени веќе подолго време, без одговор се разбира, во кои ние предлагаме да се одбележуваат тие денови. Не мора да бидат неработни денови или да се истакнуваат знамења, меѓутоа тоа да бидат денови кои се одбележуваат, во кои владата, институциите, граѓанските организации
локалните самоуправи ќе зборуваат за тоа како придонеле кон јакнење на демократијата на 12 април, кон мирот на 21 септември и конечно на 10 декември, Меѓународниот ден на човековите права и слободи. Меѓународниот ден кој стана, би рекол, основа на тоа што подразбира модерниот свет во денешно време. И на тој ден, кој е Меѓународен ден на човековите права, ние ќе го организираме Фестивалот на слободата. Цивил е познат по тоа што организира мултимедијални настани уште од првиот ден на своето постоење, мултимедијални настани кои обединуваат повеќе различни изразни форми, еден ангажиран настан во кој ќе проговориме, ќе прикажеме и ќе музицираме на тема човекови права и слободи. Цивил медија